Наглите температурни разлики негативно влијаат во здравјето на човекот, а според лекарите, засегнати се не само хронично болните и метеопатите, туку и здравите луѓе, децата, па дури и доенчињата. Температурните шокови поизразени се во пролет отколку во есен, а повеќе ги чувствува женската популација отколку мажите, вели доктор Нора Господинова Николовска, специјалист по интерни болести во Општа болница Куманово. Големите температурни варијации дават одраз врз скоро сите органи и системи врз во човековото тело, дават одраз врз имунолошкиот одговор, врз циркулаторниот систем, влушуваат веќе постоечки болести како мигрена, феномен на Рено, водат до нарушување во кардиоваскуларниот систем, респираторниот, дигестивниот систем, дури и врз менталното здраве. Големите температурни разлики водат до нарушување во имуниот одговор, намалуваат го, а тоа води до зголемување на инфекциите и болестите. Односно врз кардиоваскулаторниот систем се наблюдуваат зголемени варијации во крвниот притисок, повеќе зголемен крвен притисок, а исто така изголемуваат и кардиоваскуларните инциденти. Студеното време води до свивање на крвните садови со кое работата на срцето е отежната, оно треба да работи понапорно, да пумпа повеќе крв, а кога веќе имамо едно оштетено, слабо срце, може да настане инцидент. Оствари има и проучвања кои се покажале дека 50% од инфарктите настануваат точно кај такви температурни варијации. Многу здрави луѓе, дури и во пролет, се жалат на малаксаност, замор, поспаност, нарушен сон. Нема некоја конкретна здравствена причина, односно нема болест, тоа се објаснува со тоа што нашиот организам е веќе истоштен од зимата, имало е намален внес на витамини, краткиот ден и ниските температури водат до нарушување во влачењето на невротрансмисерите, како што се серотонин и мелатонин, тоа води до едно нарушување на сонот, до нарушување на времетраењето и квалитетот на сонот, до несоница преку вечера, поспаност преку ден. Летната промена на летното време не се скратува 1 сат од спиењето и тоа исто ќе даде последици, краткорочните последици се вртоглавица, главоболки кои се појаки, попродолжени главоболки, за варијации во крвниот притисок. По долгорочните последици се здебелување, кардиоваскуларни болести, респираторни болести. Внимателен избор на облека, односно слоевито облекување, зголемен внес на зеленчук и овошје, повеќе течности, избегнување стресни ситуации, доволно сон и умерена физичка активност, пример пешачење 1 час дневно, се дел од советите на лекарите во справување со големите температурни разлики.